Добро вечер, вие сте во Куќа на фудбалот. Штиклите на нашата вечерашна гостинка визави копачката која што е дел од сценографијата во Куќа на фудбалот, председателката на фудбалскиот клуб Победа, Ирена Јакимовска, гостин во Куќа на фудбалот, ви благодарам што сте тука. Ви благодарам на поканата и драго ми е што сум тука, пријатно. Не забележувам такви детали. Вие забележавте копачката визави моите дизајнерски штикли, ама ме подсетија и камерманите во студиото. Вие сте прва жена гостин во Куќа на фудбалот. Стварно? Кога веќе зборуваме за нееднаквост или стереотипите на професионален план, сакаш да зборуваме за тоа? Добро, окей, го разбирам делот дека сум прва жена која што застанала на кормилото на еден фудбалски клуб, меѓутоа дека сум прва жена која што е гостин во вашето студио, тоа не е добро. Дефинитивно. Еве критика, од самиот почеток критика према вас. Ги разбивате стереотипите на тој начин? Не заради стереотипите, заради тоа што верувам дека родовата еднаквост може да не донесе до подобро утре. Ама сега не сме на терапија, апропо вашето гостување кај доктор Терзиев. Ама може да не донесе до подобро утре. Не треба да правиме стереотипи во никој поглед. Мора малце полиберално да се однесуваме према сите ситуации во општеството. Ми изгледате како да уживате во, не знам, очите на јавноста, уживате да гостувате во емисии. Да. Пошто имам што да кажем. Првиот момент кога немам што да кажем, постојано имам повици од медиуми, каде што би можела да учествувам во емисии, мојот одговор е или е премногу, кога сте премногу некаде, а не е тоа ваша работна позиција. Мојата работна позиција е преди се да сум менаџер на компанијата Конфи Ангел. И кога е нешто премногу, јас сум пиар на таа компанија, тоа што треба да знаете каде ви е границата, а второ, кога немате што паметно да кажете, па добро и да не зборувате. Имате што паметно да кажете во македонскиот фудбал? Веќе неколку месеци фактот што сум ја прифатила оваа порака, да, ваша Победа. покана, да. Колку вие сте задоволни од тоа што вие го остваривте во овие неколку месеци? Моето задоволство е релевантно. Мојата поента е колку ја можам да направам промени како на локално ниво, како во самиот клуб, така и на општа состојба на фудбалот во Македонија. Тоа значи дека во овие 2-3 месеци живеете да направите добро за фудбалскиот клуб Победа или градот Прилеп? Морам да признам дека ми е претешко. Морам да признам, јас сум искрена преди се. На сите мои медиумски настапи, секој што сум била искрена и од другата страна, секој што го препознали, може би затоа имат респект спрема мене. Стварно сум основач и менеджер на компанија со 1000 вработени. Таму ми е полесно него ли ова во моментов, што е, меѓутоа имам карактер. Тоа е затоа што создавате производи кои што се 100% за извоз? Да, па можеме и ние во фудбалот да ствараме производи кои што би биле 100% за извоз. Тоа е целта како председател на Победа? Тоа е целта не како само како председател на Победа, тоа е целта на целото потенцијално здружение на прволигачи заедно во соработка со Фудбалската федерација. Сметам дека Македонија има голем потенцијал да створи производ кој што би бил 100% спремен за извоз во Европа. Ќе опстане ли фудбалскиот клуб Победа во најдобрата македонска фудбалска конкуренција? Знаеме дека се борите за опстанок заедно со Ренова, со Пелистер, со Скопје. Сите ние се бориме за некој опстанок. Значи, повторно, пак ќе кажам, не е целта е опстанокот само на Победа. И оваа година, и оваа полусезона. Целта е што ние правиме добро за фудбалот, како на локално, така на национално ниво. Целта е опстанокот на фудбалот во Македонија и да се врати фудбалот онаму каде што му е местото во Македонија. Каде му е местото на фудбалот во Македонија кога веќе толку општиме? На врвот во спортот. Дефинитивно. Ја признесу, мојот татко беше професор по физичко, бивши фудбалер, мојот татко. Вашиот брат беше поранешен фудбалер. Да, мојот татко формира првата приватна школа за фудбал за младинци во Прилеп, Ама веројатно не влегувате во оваа приказна како председател на Победа сентиментално од причина што вашиот татко или брат се занимавале професионално со фудбал. Па верувам дека генот не треба да се изостави. Дека генот не е нешто со кој што треба да манипулира. Дека генот не е смешка. Генот е вистина, е суштината. Мој чичко беше професионален фудбалер, играше за Вардар. Така да јас потекнувам од фудбалско семејство и се сеќавам на емоциите, што значи на фудбал. Полн стадион, кој е фидбекот, учеството на Победа во втора лига, или прва лига во Југославија. Сето тоа за мене, ако сум била детенце, предизвикува одредени емоции. Верувам дека во Македонија може да се врати тоа ниво.
Мислите дека ФК Победа со вас како прв човек на клубот Не, јас сум може ништо одново сама да по креира себе. приказ на кој што ќе го полни стадионот во Јас Прилеп? сум ништо сама по себе. Никош не сум била ни нешто. Јас и како Тогаш основач, какви се вашите очекувања и од како основач фудбалскиот во клуб Конфи Победа? Ангел, јас секој сум кажувала дека сама по себе сум ништо и небитна. Доколку вие не створите права платформа, кујчата се гради на прави темели, која не поставите систем. Системот е она што вас ве оправдува и како човек, и како поединец, и како општество. Додека не поставите систем врз основа на кој што ќе ги градите сите ваши лични или колективни амбиции, ништо не сте направиле. Сама по себе сум ништо и небитна. Меѓутоа се надевам дека премногу е краток временскиот период за да правиш структурни промени. За структурни промени треба време. Не дека се кријам позади времето, апсолутно, меѓутоа не се откажувам. Која е целта? Повторно ве прашувам на вашето влегување во клубот. Победа како клуб, нашата цел е да останеме таму каде што сме, да бидеме искрена, поради тоа што во принцип треба да се ги знаеш која ти се Да чергата. останеме таму каде што сме, да останеме во првата лига. Првата македонска лига, окей. Па дури и на таа позиција. Значи, треба да знаете која ви е чергата и вие да функционирате во вашата черга. И да не излезите надвор од чергата. Нормално, оние што размислуваат големо, секош ги постигнуваат целите. Ја размислувам големо, меѓутоа етапно. Мојата цел е дефинитивно да се врати преди се фудбалот во Прилеп, да ни се врати стадионот, првенствено, како главна институција каде што ќе биде фудбалот етаблиран во Прилеп и да се врати публиката назад. А нашите резултати постепено би дошле тука. Ние како Прилепчани имаме страшна добра екипа на млади. Нашата младинска академија поседува над 220 дечина кои што се огромен потенцијал и верувам длабоко. Ако нив им се посветиш и направиш правилна насока и ги едуцираш за она што тие сакаат да бидат, дефинитивно тука може да произлезат добри производи кои што би биле во интерес и на Прилепскиот клуб, а и на други клубови во Македонија. Бидејќи постојано сакате да ја истакнувате вашата важност во бизнис општеството во нашата држава, сметате дека и фудбалскиот клуб Прилеп Победа како акционерско друштво треба да функционира на тој начин како што ја водите вашата компанија? Нормално. Немат поинаков начин. Само има единствен кога работите, ви кажав, системот е најбитен и доколку во координација со регулативата во државата во која што вие имате правно тело и соработува, и тоа е најбитно. Етичко, морално и професионално, ништо друго. Беше помалку невообичаено, па дури и чудно, па дури и смејувачки за некој дел од медиумите кога организиравте пресконференција откако им ја дадовте заслужената плата на фудбалерите прва по вашето влегување во клубот. Тоа беше правилен пиар потек? Првата плата беше за останатата плата, која што тие си ја сработиле и ја заслужиле. Сега не зборуваме за првата плата, зборуваме за начинот на кој што им соопштивте на јавноста дека сте дале плата. Да, тоа е пиар момент, да. Овие Оно што мене ме иритирало секогаш на овие простори, пошто јас сум во фудбалот не денеска и овде, сум била инкогнито во позадина како спонзори на клубот сме долго време, е начинот на кој што ирелевантно се однесувате спрема фудбалерите. Тие нивното си го сработиле. И вие имате морална, етичка обврска да му го наплатите. Но зашто тогаш вие да се ставате во центарот на вниманието? Вие сте таму за да го завршувате и тој дел од обврската. Да, како пример, како рол модел, како треба. Дека единствено право кој што треба во моментот кога вие потпишувате професионален договор со некој фудбалер, вие мора да го стварите тоа вашето нивно право е месечен надомес. Зошто тоа да го знае јавност? Зошто да не го знае? Затоа што тоа е обврска на тој што го води клубот. А зошто да не би го знаела јавност? Сметате дека е правилно Флорентино Перес како председател на Реал Мадрид, например, да излезе на пресконференција и да каже да, му ја дадов месечната плата на Кристијано Роналдо? Па тоа вас ви смета? Па дури ни Светлана Ражњатовиќ во најдобрите години во Обилич како председател на клубот тоа не го правеше. Јас сметам дека тоа воопшто тоа било само една секвенца од изјавата, воопшто не било ни предмет на висмејување. Што е тоа толку смешно? Тоа беше тема на пресконференција која што вие организиравте. Тоа беше исплата на заостанатата плата. Тоа е обврска. Вие кога превземате одреден клуб, ги превземате обврските на клубот. Така, имате право да направите пресек и аналитика што превземате. Така да исплата на заостаната плата од претходната постава. Тони Мегленски сега ќе биде, односно веќе е тренер на Победа.
фудбалерот кој остави длабока трага во Прилепскиот клуб. Веќе трет тренер во ваше време, ако не се лажам? Да. И? Сметате и дека тоа е природно? Дека во толку Тоа е краток период ситуација треба во да која се... што ви треба да се носите. Не треба ние да гледаме секоја ситуација како нешто негативно. Поентата е да се носите со оглед на вашиот осмех, дефинитивно, и поставување на прашањето и начинот на кој се поставено саркастично, дефинитивно е негативно. Ама апсолутно не реков дека сме, пак ќе кажам, премногу имам искуство со медиуми, имам емоционална висока интелигенција. Така да, јасно ми е, вие треба само да се носите со ситуацијата, што треба да крените раце и да кажете ги вап. Не, ја не се откажам. А сега вие ме прашувате ме. Па јас ве прашам, треба да се ги крените рацете и да кажете не. Таа е ситуацијата. Само, мислам, и мора да се носите со одредената ситуација. Нормално дека секоја одлука која што е носена во интерес на клубот. Меѓутоа, некои одлуки се надвор од вашата моќ и вие треба да се носите со таа ситуација и продолжувате понатаму. Колку општината Прилеп ви помага во остварувањето на целите за опстанок? Па ако не беше општината Прилеп, ја немаше да ја прифатам оваа функција. Да бидам искрена, постојат два предуслови зашто би ја прифатила. Тоа беше инволвираноста на градоначалникот на општина Прилеп и општина Прилеп и Неша Стојковиќ, кој што е мој близок соработник, во кој што неизмерно верувам заради неговата честност, поштеност и фудбалско познавање, пошто моите фудбалски познавања се ограничени како и висината на моите штикли, така? Општината да е тука и не само материјално, кој што веќе си го остварија своето ветување, него и морално, инфраструктурно е тука, без кој што дефинитивно ние не би можеле. Нажалост, фудбалот во Македонија... Ама вие на тој начин функционирате инфраструктурно. Се селите од град во град за надпреварите кои не е нашата општина моменталната постава кривец за нашата состојба и што сме вечно гости на нашите утакмици, да бидам искрена, и како сирачина се молиме, ја барем, во животот фолку не сум се молела за да играме во најблискиот терен, тоа е во Битола. Нажалост не ни дозволуваат да играме, не знам од кои причини. Тие се знаат најдобро. Јас отворено ветувам дека независно во која функција би била во Прилеп, а сигурно би била во економските збиднувања во Прилеп ради Конфјангел, утре други ден која на Битола или Пелистер ќе му треба стадион, дека одговорно ветувам дека тука ќе биде Прилеп за нив и ќе стои позади нив. Ние во моментов сме како сирачина и не има секаде. Но меѓутоа се снајдуваме. Е финансиски проблем, меѓутоа не е кривецот воопшто не е општината во овој момент која што е превзела својата одговорност за водење на општината последниве 6-7 месеци, ако не се лажам. Знаете од кога е подпишан трипартитниот договор меѓу Фудбалската федерација и општина Прилеп и УЕФА? Многу одамна и нажалост знам дека нереализирањето на проектот на стадионот Гоце Делчев во Прилеп ви прави обструкции во самата фудбалска федерација, не можете да аплицирате за наредни проекти, пошто ова не е реализиран проект. Имате сила да влијаете во... Па тоа го работам постојано. И какви се ради тоа што се декларирам себе си како пријател на вработените во фудбалска федерација, вклучително и тебе, и кога некој ти се обрати и побара помош од тебе, ти си тука да помогнеш. Не е едноставно, ги видов и самата документите, решенијата и заградба кои што се донесени не се одвестуваат со реалната состојба и сиот процес мораше да отпочне нанова. Пошто се работи за сигурност на гледачите. Мислам, не смееш, со се може да импровизираш, ама со животите на луѓето не смееш. Знаете дека во тој договор Фудбалската федерација веќе ги реализираше своите обврски, а знаете дека одговорноста на општина Прилеп е да го... е чисто на општина Прилеп. Јас сум објективна. Значи, никогаш не би рекла, први, не ми е ни целта да викам уа по некого. Со тоа ништо не постигнувате во животот со негативен пристап. Реалната состојба е дека Фудбалската федерација своите обврски се ги има реализирано. Нажалост, не може да ги дореализира реално заради неправилна поставеност на планот. Агрегатот каде што треба да се најдува по планот, проектот, е во моментов поставен на простор каде што има веште постоечки објекти. Тоа е незаконски. Автоматски цел процес мора да оди на нула, целата одговорност е на општината Прилеп. Понекогаш изненадува како се снаоѓате во овој машки свет, фудбалот? Па помашки свет од деловниот не постои. Тоа е стереотип, веројатно.
Така да веќе ми се надминати, сум видела многу позиции во градењето на нашата компанија Конфи Ангел, кој што е приоритет во мојот живот, така да борбата за опстанок на компанијата и нејзиното почитуваат повеќе во родниот град откако застанавте на чело на клубот? Мене ме почитуваат во родниот град преди се заради тоа што имам респект спрема вработените, кои што ни се основен капитал во компанијата. Добро, сега вработени се дел од фудбалерите во. Дополнително, значи мојата филозофија на постоење е таа и спрема моите сограѓани и во принцип јас одговарам на секого на мојот мобилен од причини што сметам дека секој кој што ве бара заради тоа што има некаква потреба како што и вие би направиле, така да тоа е респект. Ве прифатија луѓето од фудбалскиот свет во Македонија? Да, нивни проблем, тоа не е мој проблем. Апсолутно да не е мој проблем. Тоа е нивни. Што ќе се случи доколку не ја остварите целта со победа оваа сезона? Нема да се откажам, тоаш продолжуваме од втора понатаму, ќе се реконструираме. Вие знаете, колатералот е тоа што вие што сте превзеле, викате вие сме повикале пресконференција заради тоа што сме исплатиле плата. Не само тоа. Не само тоа. Исплативме за останата плата. Повикавте пресконференција и за финансиски надоместок по судиска грешка. Да. И за формирање на судиска академија и за формирање на... Ви го казниле вашиот фудбалер доколку промаши пенал? Финансиски? Да. Тоа е дел од играта. Да. Независно. Погодува или промашу? Независно, вие мора да имате начин како да се носите во ситуацијата. Аз во таа моја изјава застанувам на страната на судиите всушност. Упатувам на тоа дека во Македонија има недостаток од судиска академија, која што безгранично би се грижела за тие луѓе и за нивната иднина. Пошто нивниот стаж е ограничен, така до 45 години. Не ме фаќате за збор. Што после тие? А многу од нив, јас знам барем, кои што ги изгубиле своето работно место заради тоа што морале да судат на одредени утакмици. Дали федерацијата се грижи за нив? Ама тоа зборуваме во далечното минато, а далечно фудбалско минато за нас е пред десетина години. Не, зборувам за иднината на фудбалската академија. Како фудбалска академија, каде што тие луѓе би требало да се згрижат поинако. Верувам во системот за кој што вие лично ми се смеевте, ти ми се смееше. И верувам дека има буџет во рамките на федерацијата како здружение на граѓани, барем јас прашам дали тоа правилно. Не се работи дали изнудувате насмевка на моето лице или не. Тогаш кога би опремиле така стадион, тогаш многу малце би се викало по судиите, кога имате факти. Фактите се единствено... Ама ако тоа го кажува некој кој би казнил свој фудбалер за промашен пенал, тогаш и други можат да ви се насмеат. Единствена причина зашто јас би казнила заради тоа што вие неетичко и неморално се однесувате во моментот, не заради тоа што пеналот некој ваш ќе ви го одбрани, колку вие сте влегле со жар во таа игра. Се ставам во позиција да правам паралела на вашето размислување. Судиите треба финансиски да не надоместат доколку направат грешка. И сега ве прашувам... Па имавме ние ситуација како клуб каде што и самиот судија се извини за својата одлука. Сите се луѓе и прават грешки. Јас тоа прифатив на истиот начин, му одговорив, сите сме луѓе и во својата работа правиме грешки, тоа е човечно, меѓутоа поените не се враќаат, бодовите не се враќаат. Така? И затоа единствен начин, според мене, логичко размислување е доколку федерацијата инвестира во таков систем кој што ќе овозможи... Тоа е друго прашање. Стадион по стадион, кој што ќе ги заштити. Сега зборуваме за ВАР систем. Кој што ќе ги заштити и клубовите и самите судии, пошто и судиите се ставени во многу неблагодарна позиција. Постојано се вика по нив. Да бидам искрена, најнепријатно чувството е чувството да се гледа фудбал на македонските простори. Например, во една Англија е задоволство и тоа како момент на забава. Овдека јас се страмам од себе си. Она што го слушам на стадионите. Да бидам искрена и често пати се прашувам, Ирена, зошто си го правиш себе си ова? Тоа е страмење. Тоа не е фудбал, тоа е агресија, тоа е која што сета е фокусирана на некој суди и доколку имате таков систем, сите ќе бидат заштитени. И ќе го крениме фудбалот на некој друго ниво. Значи, мојата визија беше малце подалеку, малце поинаку. Сметате дека можете да влијаете и на публиката и на дел од раководствата на клубовите тоа да се смени? Јас не можам, не сум тело, не сум таков субјект. Меѓутоа предлагам дека има начини и можности како истото може да се надмени.
Целта ни е фудбалот во Македонија, така? Ако ни е целта фудбалот во Македонија, тоаш мора да бараме начини како да го вратиме фудбалот на ниво на кој што било. На кој начин сакате да ве запомнат во Прилеп како претседател на ФК Победа? Во првото ваше интервју кое што мислам дека беше објавено на А зошто да ме запомнат? Не вашата веб страница, рековте мојата цел е Победа да игра Европа? Да. Европска Ама надпреварна? тоа не е моја лична перцепција и желба, тоа е желба на клубот. Победа да се врати онаму каде што било. Победа на сега, од кога сум таму, гледам историски колку луѓе и личности во градот и биле инволвирани, не денеска и овде, не вчера, претходно, кои што стварно дале премногу од своите животи и енергии, тие на кои што треба да му се врати. Значи, не е се само за денеска и овдека. Во интерес на младите категории кои што допрва треба да идат. Ви благодарам што гостувавте во Куќа на фудбалот. Ирена Јакимовска, претседател на фудбалскиот клуб Победа, гостин во Куќа на фудбалот. Сега ги гледаме најинтересните моменти од надпреварите од 27-то коло во првата македонска фудбалска лига и се враќаме да најавиме еден прилог кој што е посветен на девојчињата кои се занимаваат со фудбал. Добре дојдовте на прегледот од 27-то коло во првата македонска фудбалска лига. Започнуваме од Битола. Таму Шкендија запиша убедлива победа со 6:0. Лидерот беше перфектен под Тумбекафе. Резултатот го отвори Бојку во 29-та минута по асистенција на Алими, а по акцијата на Бейтула и Ибраими, младиот Фазлагич во 38-та минута зголемува на 0:2. Шкендија поведе и со 0:3, Бојко Радески и Бейтулај за убедливо водство на гостинскиот тим. Во второто полувреме уште 3 голови, а првиот го постигна Фонсека Жуниор по асистенција на Ибраими во 58-та минута 0:4. Алими во 62-та минута веќе зголемува на 0:5 по оваа акција во која се сам направи и погоди од речиси 25 метри едно торпедо на Алими за 0:5. Теќа направи грешка во продолжението од надпреварот, меѓутоа Борче Маневски не искористи оваа 100% шанса да постигне барем почесен погодок. Одличен на голот на Шкендија Захов. Радески ги постави конечните 0:6 во 64-та минута. Нова убедлива победа на Шкендија која го трасира патот кон нова шампионска титула, а битолската публика со аплауз ги испрати петовчани. Вардар и Шкупи одиграа нерешено 1:1, а црвено-црните од Скопје се спасуваа од пораз со гол во 94-та минута. Црвено-црните се заканија први во 6-та минута преку Битан. Во 32-та минута изненадувачки Шкупи дојде до предност, откако Имерија искористи асистенцијата на Адем за водство од 0:1. Во 42-та минута Стојковски можеше да биде и поопасен по овој удар, но останува 0:1, а Бардаровски во 43-та минута, иако сакаше да нафрли, за малку ќе го изненадеше голманот на Шкупи. Блажевски до крајот од првиот дел поведе на акција по левата страна за Вардар, меѓутоа ниту шут, ниту асистенција, на крајот останува 0:1 по првите 45 минути на арената Филип II, каде Шкупи и по овој меч има 7 надпревари без победа во низа. Максимо во 50-та се закани по асистенција на Барсегјан, а русинот со шут од дистанца 2 минути подоцна бие непрецизно. Глигоров во 59-та минута од 25 метри шутира над голот на Шкупи. Грнчаров со глава во 68-та минута не успева да погоди. Подоцна и Мери во 69-та минута излага сам пред голманот Алексовски кој успева да одбрани. Барсегјан се заканува од 20 на метри, бие непрецизно, истиот играч ја погодува пречката во 82-та минута со фантастичен удар, а Максимов ова одбиена топка не успева да ја спроведе зад грбот на голманот на Шкупи.
Грнчаров во 88-та минута од 10 метри шутира, меѓутоа голманот на Шкупи е внимателен, а во 93-та минута по акцијата на Цветановски и Барсегјан Новак погодува и израмнува за 1-1, го спасува шампионот од втор пораз на домашен терен. Шкупи е без победа против Вардар, кога Вардар е домаќин на надпреварите од прволигашката фудбалска конкуренција. Во Кратово Силекс и Академија Пандев одиграа без голови во надпревар кој значеше борба за излез во Европа. Многу борба на градскиот стадион во Кратово, а првата шанса ја имаше Силекс преку Де Оливеира. Видовте каде заврши неговиот удар. Ѓорđević во 12-та минута од мечот ја погоди стативата, одбиената топка не ја искористи еден од неговите соиграчи, ќе го видиме тој момент уште еднаш, и тоа беше се што се случи поинтересно во првото полувреме од надпреварот во Кратово. Ѓорđević во 81-та минута од огромна далечина со глава се обиде да го согледа голманот на Академија Пандев Бојанец, но не успеа. Резултатот конечен 0:0. Во Скопје Работнички 0:1, нова победа за Работнички под раководство на Ѓоре Јовановски. На стартот од мечот Петковски се обиде, меѓутоа резултатот останува 0:0. Сержо Далус Джуниор од оваа дистанца гледате како шутира. Истиот играч ја почна следната акција на својата екипа до Петковски, а Велинов на крајот не успева да погоди. Филип Петковски и Дојаневски, овој вториот за малку непрецизен, односно не успева да го совлада противничкиот голман. Резултатот во првиот дел 0:0. Во второто полувреме Сержо Далус, Стјепановиќ и Петар Петковски учествуваа во оваа акција, но и натаму мрежите мируваат. Акција на домашните преку Деснич, кој се добро направи, и за дел од секундата задоцни Јаневски. Во продолжението од надпреварот пенал за екипата на Работнички направен врз Велинов. Немаше дилеми главниот судија дали да покаже на белата точка, а одговорноста кај екипата на Работнички ја превзеде Стјепановиќ, која погоди стативата, но Велинов одбиената топка ја искористи и постигна гол за победа на Работнички 81 минута до крајот на мечот. Алексовски Сали има шанси, меѓутоа резултатот остана неизменет. Прв пораз за Скопје беше ова пролетва по 8 надпревари без пораз, а Работнички одличен под водство на Ѓоре Јовановски. Прва гостинска победа по 5 средби во низа на гости. Работнички конечно стигнува и до триумф на гостински терен. И последната сторија од овој преглед во Тетово, Ренова победа 2:1, дерби за опстанок кој го доби тетовскиот тим. Лукас играч на мечот. На почетокот играчот на домашните погоди пречката. Истиот играч асистираше во 38-та минута, кога Јусуфи ја доведе Ренова во водство од 1:0. Навистина прекрасна акција на Лукас и реализација на Јусуфи за предност на домашните, кога се чинеше дека овој надпревар ќе заврши по првите 45 минути со водство на домашните. Дановски во 44-та минута со малку среќа успева да израмни за победа. Во вториот дел екипата на Ренова одигра далеку подобро, посконцентрирано и сосема заслужено дојде до 3 бода. На стартот од вториот дел прекрасна шанса и удар на Гафури. Мрежата мирува на победа, асистенција на Садики, шанса за Лукас. Истиот играч во 69-та минута конечно се запишува во листата на стрелците и носи победа на Ренова од 2:1 по оваа акција. Речиси од мртов агол погодува за победа. Лукас имаше шанса да постигне и втор погодок, меѓутоа од оваа дистанца не успева да го совлада противничкиот голман, а Јусуфи пред крајот од мечот шутира од оваа позиција, но останува 2:1, 3 важни бода за екипата на Ренова во борбата за опстанок. Победа е чекор поблиску до
испаѓање од првата лига. Еве ги конечните резултати од 27-то коло. Силекс Академија Пандев 0-0, Скопје Работнички 0-1, Пелистер Шкендија 0-6, Ренова победа 2-1 и на арената Филип II во Скопје Вардар Шкупи 1-1. Шкендија сега има 69 бода на првата позиција, Вардар е втор со 49, Силекс има 41 бод на третата позиција, Работнички е четврти со 35, Академија Пандев со 32 бода на петата позиција, Ренова е шеста со 31 бод, Шкупје седми со 30 бода, а на последните три позиции се Победа, Пелистер и Скопје со бод разлика. Победа има 25, Пелистер и Скопје по 24. По 2 години, со одлука на Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија, повторно е активирана женската А репрезентација на Македонија и еден проект кој што ќе биде дел од Академијата и младинските селекции женски национален тим. По тој повод, во следните неколку минути ќе го видиме прилогот во кој зборуваат Зоран Стратев, координатор на сите национални селекции во Фудбалската федерација на Македонија, тренерите и дел од девојчињата кои се дел од новиот проект за развој на женскиот фудбал во Македонија. Поучени од искуството позитивно кое го имавме со развој на млади фудбалери, 13 и 14 години по програмата на УЕФА, се одлучивме за исто таков проект, може би малку модифициран и малку изменет, да направиме развој на млади женски фудбалери. Секако дека после 2-годишната пауза која имавме во А репрезентација поради одредени причини, А репрезентацијата повторно ќе биде вклучена во меѓународните надпревари. Меѓутоа, како еден од главните фактори е работата со младите возрастни категории, за да може да стигнеме до квалитетни фудбалерки кои би ја представувале нашата репрезентација. Секако дека овој проект е многу значаен и за популаризација на женскиот фудбал во Македонија. Знаеме дека на европско и светско ниво се обрнува големо внимание на женскиот фудбал и секако дека и ние се вклучуваме во тие проекти на УЕФА и ФИФА, давајќи значај на женскиот фудбал во Македонија, масовноста да ја зголемиме и секако дека се надеваме дека овие девојчиња кои го почнуваат овој проект, дека за некоја година ќе бидат членки на младите и сениорската репрезентација на Македонија. Еден поттик и една огромна мотивација и за самите овие девојчиња, поготово и за оној момент кој што нели го напоменавте дека повторно А селекција, репрезентација на Република Македонија се враќа и значењето е огромно. Се надеваме дека ќе продолжиме во многу поголем континуитет и се надевам дека и од овој избор на девојчиња дека ќе имаме за понатака еден квалитетен играчки кадар. Огромна чест и задоволство ми е да бидам дел, како и на моите колеги, од овој проект кој што е за развој на женскиот фудбал за девојчиња од 12 до 15 години и се надеваме дека ќе донесе огромен број кои што ќе сака да спортуваат и да бидат дел од оваа репрезентација.
Среќна сум што тргнав по стапките на мојот татко и мојот чичко, затоа што тие беа одлични фудбалери и јас би сакала да бидам еден фудбалер од македонската репрезентација. Тука сме со нашите другарчиња за да играме фудбал и да бидеме пример на другите деца кои не следат. По мене ми е мило што сум тука и што се дружам со многу деца. Исто така фудбалот е дел од мојот живот. Многу сакам да тренирам фудбал. Мило ми е што ќе се запознам со многу големи фудбалери и фудбалерки. Исто така ми е мило што дојдов тука во репрезентација. Со сета работа можеш да постигнеш убав резултат. Со сета работа се постига убав резултат. Исто така со сета работа можеш да го постигнеш тоа што го сакаш. Пример, ако тренираш фудбал и ако бидеш добар во тоа, ако одиш редовно на тренинзи и се ако ти оди убаво, можеш да станеш еден убав фудбалер. Официјално како медицинска поддршка во однос на здравствени проблеми, но тука сме во секој случај да, како заедно со целиот стручен тим, да им понудиме една максимална психолошка, мотивациона поддршка да им дадеме, едноставно полесно се вклопат во она што следи за нив, бидејќи ова представува една доста ранлива возраст каде што треба доста да се работи и на психа развојот, телесниот развој, едно целокупно формирање на личност, која понатаму ќе се проведе во спортскиот живот и спортскиот дух. За сето ова да се оствари, потребно е луѓе кои веруваат и едноставно имаат љубов кон спортот, поточно фудбалот. Голема благодарност за тие кои што го овозможиле ова, бидејќи без луѓето кои веруваат во младината не би постоело ништо. Гледавте Куќа на фудбалот. Сите надпревари од првата македонска фудбалска лига гледајте ги во живо на tv.ffm.mk. Добра ноќ. По 2 години, со одлука на Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија, повторно е активирана женската А репрезентација на Македонија и еден проект кој што ќе биде дел од Академијата и младинските селекции женски национален тим. По тој повод, во следните неколку минути ќе го видиме прилогот во кој зборуваат Зоран Стратев, координатор на сите национални селекции во Фудбалската федерација на Македонија, тренерите и дел од девојчињата кои се дел од новиот проект за развој на женскиот фудбал во Македонија. Поучени од искуството позитивно кое го имавме со развој на млади фудбалери, 13 и 14 години по програмата на УЕФА, се одлучивме за исто таков проект, може би малку модифициран и малку изменет, да направиме развој на млади женски фудбалери. Секако дека после 2-годишната пауза која имавме во А репрезентација поради одредени причини, А репрезентацијата повторно ќе биде вклучена во меѓународните надпревари. Меѓутоа, како еден од главните фактори е работата со младите возрастни категории, за да може да стигнеме до квалитетни фудбалерки кои би ја представувале нашата репрезентација. Секако дека овој проект е многу значаен и за популаризација на женскиот фудбал во Македонија. Знаеме дека на европско и светско ниво се обрнува големо внимание на женскиот фудбал
и секако дека и ние се вклучуваме во тие проекти на УЕФА и ФИФА, давајќи значај на женскиот фудбал во Македонија, масовноста да ја зголемиме и секако дека се надеваме дека овие девојчиња кои го почнуваат овој проект, дека за некоја година ќе бидат членки на младите и сениорската репрезентација на Македонија. Ова е еден поттик и една огромна мотивација и за самите овие девојчиња, поготово и за оној момент кој што нели го напоменавте дека повторно селекција, репрезентација на Република Македонија се враќа и значењето е огромно. Се надеваме дека ќе продолжиме во многу поголем континуитет и се надевам дека и од овој избор на девојчиња дека ќе имаме за понатака еден квалитетен играчки кадар. Огромна чест и задоволство ми е да бидам дел, како и на моите колеги, од овој проект кој што е за развој на женскиот фудбал за девојчиња од 12 до 15 години и се надеваме дека ќе донесе огромен број кои што ќе сака да спортуваат и да бидат дел од оваа репрезентација. Среќна сум што тргнав по стапките на мојот татко и мојот чичко затоа што тие беа одлични фудбалери и јас би сакала да бидам еден фудбалер од македонската репрезентација. Тука сме со нашите другарчиња за да играме фудбал и да бидеме пример на другите деца кои не следат. По мене ми е мило што сум тука и што се дружам со многу деца. Исто така фудбалот е дел од мојот живот. Многу сакам тренирам фудбал, мило ми е што ќе се запознам со многу големи фудбалери и фудбалерки. Исто така ми е мило што дојдов тука во репрезентација. Со сета работа можеш да постигнеш убав резултат. Со сета работа се постига убав резултат. Исто така со сета работа можеш да го постигнеш тоа што го сакаш. Пример, ако тренираш фудбал и ако бидеш добар во тоа, ако одиш редовно на тренинзи и се ако ти оди убаво, можеш да станеш еден убав фудбалер. Официјално како медицинска поддршка во однос на здравствени проблеми, но тука сме во секој случај да, како заедно со целиот стручен тим, да им понудиме една максимална психолошка, мотивациона поддршка да им дадеме, едноставно полесно да се вклопат во она што следи за нив, бидејќи ова представува една доста ранлива возраст каде што треба доста да се работи и на психа развојот, телесниот развој, едно целокупно формирање на личност која понатаму ќе се проведе во спортскиот живот и спортскиот дух. За сето ова да се оствари, потребно е луѓе кои веруваат и едноставно имаат љубов кон спортот, поточно фудбалот. Голема благодарност за тие кои што го овозможиле ова, бидејќи без луѓето кои веруваат во младината не би постоело ништо. Гледавте Куќа на фудбалот. Сите надпревари од првата македонска фудбалска лига гледајте ги во живо на tv.ffm.mk. Добра ноќ.